Во овие празнични денови, додека се уште мириса на Божик, го посетивме домот на Давор Панчевски, каде што на вистина се оддишува во празничен дух и празнична атмосфера. А поводот за нашето гостување во домот на Давор е неговиот најнов четврти готвач, односно книга со рецепти, посветена токму на новогодишните и божикните празници. Мириса на Божик. Давор Преце, нека ти е среќна новата 2026 година и честити божикни празници. Среќна нова година и на вас и на сите оние кои што ја следат утринската програма на Алфа телевизија. Посакувам само здравје, бидејќи се друго само тоа ќе си дојде по себе, нели? И само нели за убави работи да си се гледаме цела година. Ти си влюбеник во кулинарството, те знаеме долги години и ги следиме твоите активности, твоите и претходни објавени книги, рецепти, твоите блогови, емисии посветени на готвењето и слободно можеме да кажеме дека 2025 беше за тебе една исклучително убава и успешна година, која ја заокружи со објавувањето на четвртата книга Мириса на Божик, чија што официјална промоција се случи токму во декември. Така. Околу 20 декември беше промоцијата на овој празничен готвач Мириса на Божик. Во 2025 не само Мириса на Божик, туку и Брзо и забавно готвење, третата книга имам исто така издадено, така да е една успешна, плодна, убава година, која што резултираше со две нови книги во мојата колекција на издадени книги за готвење. Така, со оглед дека сме се уште во таа празнична атмосфера и ги уживаме овие празнични денови, малку повеќе внимание ќе посветиме токму на празничниот готвач Мириса на Божик, каде што се најде избор од извонредни рецепти за солени и сладки јадења, бидејќи празниците се денови кога сите сакаме да имаме свечена и богата трпез, а празниците се секогаш неисцрпна инспирација за љубителите на готвењето. Така е, токму во овој готвач направив една селекција на 47 празнични рецепти кои што се нели најодлични да се подготват овој период од годината. Сите не само што се вкусни, лесни, делумно брзи, ќе кажам, не премногу брзи нели како што сме навикнати во секојдневието, меѓутоа празниците се токму тука за да си дадеме повеќе време за себе, за готвење, за да поминеме повеќе време со луѓето кои што ни значат дома. И направив една колекција на 47 празнични рецепти кои што ги подели во неколку категории. Тука се рецептите кои што спаѓаат за доручек, за брзо мезе за гости, исто така ручеци и вечери и нормално десертите кои што се украс на секоја празнична трапеза. И сите овие рецепти се подкрепени со преубави фотографии на кои што се доловуваат самите јадења и она што сакам да го потенцирам и да ги потсетам сите што не гледаат во моментов дека дури и фотографиите ги изработуваш сам. Така, да, покрај тоа што уживам во подготовката на рецепти, сакам и да направиме еден убав амбиент, бидејќи не е само да се сготви, да се изеде јадењето, туку и да се сервира во еден интересен амбиент, да се ужива со луѓето кои што ни значат, со семејството, со пријателите и тоа да биде не само убаво на вкус, туку и за око. Изборот од 47 празнични рецепти не само што нуди можност и еден водич низ празниците што да приготвиме за нашите најблиски, но и за гостите кои што често ги имаме во нашите домови по повод празниците, туку и овозможува едно вистинско уживање за сите што го имаат или ќе го имаат овој готвач, затоа што се работи за едно празнично, навистина луксузно издание, прекрасен дизајн. Да. Лимитирано издание, бидејќи ќе го има само за празниците во текот на декември го имаше и во текот на јануари. Сакам секогаш рецептите покрај тоа што ги споделувам на социјалните медиуми да имаат и печатено издание. Нормално тука има и рецепти кои што не ги споделувам на социјалните мрежи, меѓутоа сакам да има нешто што ќе остане и ќе се пренесува на генерации и генерации, бидејќи социјалните мрежи ги имаме сега, не знаеме дали ќе ги имаме понатаму, а ова со сигурност гарантирам дека ќе остане и секогаш тежнам кон тоа да се готвачите да се изработени со тврда корица, во боја, со поквалитетен принт, за да нели не избледуваат и да останат со наредните генерации.
И не само тоа, јас ке додам дека ова е идеален подарок за секоја домаќинка или домаќин кој што сака да готви. За празниците, за слави, за родендени, за оние кои што едноставно сакаат да готват за вселување во нов стан. Често добивам такви пораки дека готвачите мои ги добиваат за вселување во нов стан. Така да, одлична идеја за подарок, која што колку и да не готват луѓето, секогаш ќе најдат инспирација плюс во овие книги. Особено што твојот избор и твоите рецепти на вистина се едноставни за подготовка, а резултатот секогаш е вкусна, убава и богата трпеза. Во чие издание готвачот Давор и каде може сите заинтересирани истиот да го најдат? Издавач на книгата сум јас, Dave's Kitchen, може да го најдат во сите маркети на Веро. Значи, таму е достапен. Сега, од сите тие празнични, новогодишни, божикни рецепти, ке ни откриеш ли кој е твоето омилено јадење и твоето омилен рецепт? Иако сигурно не е лесно да се одбере. Така, да. Имам голема селекција на рецепти, меѓутоа би ја издвоил бајадера тортата, која што се наоѓа во самиот готвач. Исто тука имам едно единствено свинско месо, кое што исто се подготвува споро, меѓутоа крајниот резултат е феноменален. Има брзи идеи за појадок, тука е топеницата, традиционалниот македонски рецепт, кој што често луѓето го подготвуваат со стар леп, меѓутоа тука го подготвувам со комбинација од бело и пченкарно брашно, бидејќи за мојот вкус сметам дека така е подготвен подобар. И има безброј идеи за брзо мезе, брзи лиснати кифлички кои што се подготвуваат со шунка и кашкавал, кои што можат лесно да се направат со полуготови производи како што е лиснатото тесто и можат брзо и лесно да се постават на трапезата кога некој на брзинка ќе ви се јави дека доаѓа на гости. Така, во овој празничен готвач, мириса на Божик, има делумно и постни рецепти, бидејќи на Божик претходат православните пости, но сега еве во пресрет на Василица, односно на Стара Нова година, актуелни се месените работи, питите со паричка и ти подготви тука нешто месено. Сега може ли да преминеме на оваа убава даска, односно трпеза, што ти ја подготви за снимање? Тука имаме еден постен ролат со кокос, кој што е феноменален на вкус. Имаме постна сарма со печурки и со прас. Потоа имаме пита со компир, везена пиперка и со прас. Имаме макало, на традиционално кое што нели сите си го подготвуваме за време на бадник и за во зимскиот период во текот на целата зима. И таму имаме исто така постни колачиња со путер од кикирики и ресана колач кој што е подготвен во форма на чоколадна салама. И овие сите јадења представуваат еден одличен начин како да декорирате една мини трпеза за празниците. И сите овие јадења се всушност од рецептите што се наоѓаат во овој готвач. Делумно има, делумно е она што стандардно секоја година сите си го подготвуваме, меѓутоа нели секој на свој начин си има по некоја тајна која што си ја додава во својата подготовка. Твоето мото е гответе со љубов, а очигледно дека ти на вистина во готвењето, спремањето, сервирањето, декорирањето на храната вложуваш многу љубов и ако добро паметам, ова љубов ја имаш усвоена и наследена од твојата мајка. Така е. Моето мото секогаш било гответе со љубов и минимален труд за максимално задоволство, односно со минимално поминато време во кујната, да се подготват брзи, лесни, сепак нели нормално на крајот вкусни јадења и не е само да се стави на трпезата и да се изеде, туку и да се издекорира на еден убав начин кој што не само вие, туку и сите оние кои што ќе бидат присутни на трпезата ќе уживаат и во глетката и во вкусот. Уште едно нешто кое што сум го забележала во начинот на кој што ти ја подготвуваш храната и во твоите рецепти, дека внимаваш да бидат и економични рецептите и да бидат од продукти што лесно се достапни и ги има во нашево поднебје. Така, секогаш внимавам да тоа биде, дури најчесто кога подготвувам некој рецепт и кога ќе го објавам на социјалните мрежи, пишувам овој рецепт се подготвува со работи кои што сигурно ги имате во вашиот фрижидер, така да секогаш гледам да го сведам пазарењето на
на минимум со екстра некои работи кои што се по, да кажам, луксузни и тешко достапни во маркетите. Меѓутоа знам да подготвам и такви работи за оние кои што нели сакаат да пробаат нешто поразлично. Меѓутоа секогаш со оние наједноставни состојки кои што сите ги имаме по дома, гледам да направам нешто ново, поинтересно и поразлично од она што веќе луѓето го знаат и сме научени на тоа. Секоја чест за целата таа твоја посветеност и љубов, која што впрочем и направи Dave's Kitchen како бренд да стане исклучително популарен и умилен. Тука кај нас имаш огромен број на следбеници на социјалните мрежи и на YouTube каде што ги објавуваш твоите рецепти. Така, да, до овој момент бројката изнесува над 200.000 кога ќе се соберат нели сите социјални медиуми, Facebook, Instagram и YouTube. И благодарен сум на сите оние кои што имаат довербата, кои што постојано ми пишуваат дека ги подготвуваат рецептите, кои што уживаат во подготовката на готвењето, дури многу пораки имам добиено дека многу луѓе научиле да готват по моите рецепти, дека лесни им се, брзо се разбираат постапките и најважно што и вкусот е секогаш одличен. И мислам дека голем импакт имаш и кај младите луѓе, бидејќи за разлика од повозрастните шефови, готвачи кои што се промотори на вкусната храна и на кои што сме навикнале да ги гледаме, ти си еден од ретките млади представници, ако во последно време навистина има цела една млада генерација и свежа енергија која што вкусните рецепти ги доловува и ги доближува и до младите. Благодарам. Секогаш гледам и младата популација да ја поднавикнам на некупечка храна, односно некогаш и некои рецепти дека можат и сами да си подготват, и ако се студенти, и ако немаат толку време за готвење, меѓутоа секогаш гледам да луѓето ги натерам да подготвуваат домашна храна, бидејќи е убаво, е вкусно и може да биде брзо. Давор, во 2025-та, твоите најубави, верувам, најзначени моменти беа токму објавувањето на двете книги со рецепти, двата готвачи. Што е она што го посакуваш и очекуваш да ти се случи и да ти го донесе оваа нова 2026 година? Како што кажав и претходно, посакувам само здравје и на мене нормално, и на сите оние кои што не следат во моментот и кои што едноставно сакам да има повеќе нели позитивни вести да слушаме, да гледаме, во однос на мојата работа очекувам реиздание на традиционалниот готвач, бидејќи е веќе распродаден и можеби полека ќе го спремам и новиот пети готвач, меѓутоа сигурно нема да биде во 2026 издаден. Тоа и очекував да кажеш и да најавиш, затоа што сите оние што ги имаат претходните три и оваа најнова твоја четврта книга, верувам дека со нетрпение го очекуваат и она што ќе биде твое пето авторско дело. Јас ти благодарам што ги отвори портите на твојот прекрасен дом, каде што навистина се мириса на Божик и уживаме во овој убав амбиент и ќе ти посакам да имаш среќна, успешна 2026 година, во која ќе продолжиш да готвиш со многу љубов и да ја шириш таа убава енергија и убава магија поврзана со вкусната храна на сите оние што те следат и учат од тебе навистина одлични совети и супер рецепти. Благодарам што дојдовте, секогаш е вратата од мојот дом отворена за вас и посакувам само убави позитивни работи да се случуваат во 2026. Ти благодарам.